Јованче и Марика. Си беше еднаш еден сиромашен дрвосечач, кој со своите две деца, Јованче и Марика, живееше во мала, трошна куќичка во шумата. Кога жена му почина, тој повторно се ожени, но со една многу лоша жена која постојано го прекоруваше и него и децата и му здодеваше на мажот. А во куќава нема доволно храна за сите, па има многу гладни усти за хранење. Ќе биде подобро ако се оттарасиш од дечиштава. Таа упорно се обидуваше да го убеди да ги однесе децата во шумата и таму да ги остави. Мораш да ги оставиш некаде подалеку, за да не можат да го најдат патот за назад. Ќе видиш, ќе ги најдат некои шумски животни и ќе ги нахранат. Дрвосечачот се повеќе се обесхрабруваше и не знаеше што да прави. По карактер, тој беше слаб човек и не можеше да и се спротистави на жената. Иако многу ги сакаше децата. Една вечер, маќеата упорно го убедуваше мажот да ги однесе децата во шумата. Јованче и Марика се уште не спиеја и го слушнаа секој збор. Марика почна да плаче, а Јованче ја тешеше. Не грижи се, па ќе го најдеме патот за назад, дури и да не остават сами во шумата. Тој се симна долу во дворот и собра мали каменчиња, а потоа се врати и легна да спие. Взори, таткото ги поведе двете деца во шумата да му помогнат при сечењето дрва. Додека одеа низ шумата, Јованче застануваше за другите и фрлаше едно по едно каменче. Белите каменчиња лесно можеа да се распознаат на темната земја во шумата. Зошто застануваш, Јованче? Го праша татко му. Сакам да ја слушнам песната на птиците, одговори тој. Децата веќе беа уморни од пешачењето и застанаа да се одморат под едно дрво. Откако заспаа, татко им ги бакна нежно и со тага во срцето се упати дома. Кога децата се разбудија, веќе беше темница. Сватија дека се сами. Девојчето почна да плаче, а и Јованче беше исплашен. Марика преплашена се посилно плачеше, а Јованче исто така чувствуваше страв. Но се обидуваше да се воздржи и ја тешеше сестра си. Не плачи, верувај ми. Ти ветувам дека ќе те вратам дома, дури ако татко не дојде по нас. Со среќа, таа ноќ месечината беше полна. Јованче почека таа да се искачи високо на небото, за да ја осветли целата околина. Следи ме, и рече на сестра си. Во ноќта силно блеснаа белите каменчиња, прелеани со месечева светлина. Децата ја следеа нивната трага се додека не дојдоа дома. Внимавајќи да не ги разбудат родителите, тие тивко влегоа во куќата преку отворениот прозорец и веднаш си легнаа преморени и гладни. Следниот ден, маќеата откри дека тие се вратиле и уште повеќе се разлути и остро го искара мажот, зашто не ги следел нејзините наредби. Таткото беше среќен што повторно ги гледа своите деца, но беше растргнат меѓу срамот и стравот да не ја послуша суровата жена. Тие не смеат да останат овде, рече маќеата. Мораш да ги вратиш назад во шумата. Овој пат сакам да бидам сигурна дека нема повторно да ги видам во куќава. Јованче го слушна сето ова. Продолжи да ја теши сестра си, велејќи дека сега ќе собере повеќе бели каменчиња. Доцна во ноќта се обиде да излезе и да собере каменчиња, но не можеше, затоа што лошата маќеа
ја заклучило вратата. За среќа, од вечерата од претходната вечер, Јованче си остави настрана половина тврдо лепче. Следниот ден, повторно таткото ги поведе децата. Ги поведе да сечат дрва, но овој пат Јованче фрлаше трошки по патот. Но кутриот тој не помисли на птиците. Тие го следеа постојано и ги колваа трошките така што за кратко време оваа трага исчезна. Штом влегоа подлабоко во шумата, дрвосечачот ќе остави децата, нешто кажувајќи им дека тој мора да оди. За да ја утеши, Јованче и шепна на Марика: „Не грижи се, оставив трага исто како и минатиот пат.“ Но кога децата се обидоа да ја најдат трагата за враќање, забележаа дека ги нема трошките. „Се плашам“, рече Марика плачејќи. „Гладна сум, ми студи и сакам дома.“ Во меѓувреме се стемни. „Не плаши се, Марика, па јас сум тука за да те заштитам“, и рече Јованче на сестра си. Иако и тој почна да се тресе од страв кога виде некакви чудни сенки и заканувачки очи меѓу дрвата во шумата. Цела ноќ децата останаа покрај едно дрво, цврсто гушнати, за да се стоплат и за да се тешат. Следното утро, уште взори почнаа да талкаат низ шумата, барајќи некоја патека. Но наидоа на една необична куќа. „О, ова е чоколада!“ извика Јованче, кршејќи парче од зидот. „Уху, а ова е сладолед!“ рече Марика, пробувајќи од едно друго парче. Гладните деца почнаа да кршат делови од зидот на куќата и да ги јадат. „Колку е вкусно!“ рече Марика со полна уста. Па таа никогаш во животот не вкусила толку многу сладки. „За секогаш ќе останеме тука“, рече Јованче, јадејќи од бомбоните. Само што се обидоа да го скршат чоколадниот дел од вратата, таа шкрипејќи се отвори и пред нив одеднаш се појави една стара жена, која ги покани да влезат. „Изгледа сте гладни, кутри деца“, им рече таа. „Ајде, влезете, побрзајте. Јас ќе ви подготвам нешто за јадење.“ Им подготви вкусна вечера, а потоа ги смести да спијат во топла и мека постела. Децата набрзо заспаа, уморни и среќни. Но за несреќа, таа стара жена беше лошата вештерка, а чоколадната куќа и служеше за да ги привлече децата кои заскитале во шумата. Јованче и Марика навистина беа дојдени на многу страшно место. Кога Марика се разбуди следното утро, имаше што да види. Старицата го заклучила братив кафес. „Тој е многу слаб и ненахранет“, таа ја објасни на Марика. „Прво ќе го здебелам, а потоа на ражен ќе го испечам за вечера.“ Секој ден вештерката одеше до кафезот на Јованче и фаќајќи го за прстот, проверуваше дали се здебелил. Но за среќа, вештерката не гледаше баш добро, а еднаш Марика дури и ги намачка очилата со путер, така што таа не виде дека Јованче наместо прстот низ решетките и подал коска од кокошка. „Се уште си многу слаб“, постојано негодуваше вештерката. Така беше се додека еден ден не се измори од чекањето. „Ајде, Марика, подготви ја печката“, и нареди таа. Денес ќе го испечеме пратти.
Убаво загреј ја печката. По кратко време Марика отиде кај вештерката и рече: Ама, јас не умеам добро да ја загреам печката. Додека вештерката се наведнуваше да провери колку е загреана печката, Марика со сета сила ја турна внатре и брзо ја затвори вратичката. На крај, вештерката го доби она што го заслужуваше. Марика побрза да го ослободи брати. Тие заедно проверија дали вратичката од печката е добро затворена, но сепак, за секој случај на неа ставија уште еден голем катанец. Јованче и Марика останаа во куќичката уште неколку дена и грицкаа дел по дел од неа, се додека не го најдоа ковчежето полно со златници. Потоа наполни една голема корпа со храна и се подготвија да се вратат дома. Овој пат тие имаа среќа во барањето и вториот ден од далечината ја забележаа нивната куќичка. Додека се приближуваа, татко им ги виде и потрча кон нив. Ни солзи радосници им рече: Вашата маќа почина. Сега веќе никој нема да ве повреди. Дојдете со мене, деца мои. Дечињата го гушнаа татка си. Вети ни дека никогаш повеќе нема да не оставиш, рече Марика. Јованче го отвори ковчежето со златници. Гледај, тато, богати сме. Никогаш веќе не ќе мора да сечеш дрва. И така тие долго и среќно си живее.